Добро вечер. Македонскиот изборен модел по дефиниција има една позиција која ги фаворизира големите политички партии. Тој модел немилосредно ги турка останатите постојано да избираат страна во која би биле барем содружник ако сакаат некаква дивиденда на изборите. Тој концепт упропасти многу политички агенции кои можеби имаше што да кажат на политичката сцена. Во албанскиот политички кампус, динамиката на изборите и создавањето на партиите секако е далеку над вообичаената политичка динамика на понудата. Таа многу повеќе личи на едно математичко безчестие, суровост во која секој принос после изборите од коалицијата во која се заглавило, веднаш се продава како акција на пазарот и се претрчува на другата страна. Тоа е политичка сцена во која може да се опише дека секој бил со секого и секој бил против секого. За 25 години безмалку, Дуи е вистински колекционер кој во своите коалиции успел да ги довлечка сите кои му биле архетипски политички противници или непријатели. Тачи, села и на крајот таравари. Све друго помеѓу, што значеше создавање на некакви блокови кои ќе му стават крај на долгогодишното владење на Дуи, на крајот го разврза минатата година лидерот на Алијансата за албанците Таравари. Од успех конечно да се оствари таа цел и 24-та Дуи да биде испратена во опозиција, веќе 25-та Таравари под чудни околности најави дека ќе мора да ја напушти владата. Најпрвен за чудна формулација, слобода за создавање самостојни листи и настап на локалните избори до подоцна оценка дека тоа што го гони кон таква одлука за излегување е се појасната подкапацитетност на вреди. Тоа е пролет 25-та. Есен 25-та, Таравари е веќе во Националната алијанса за интеграција со Дуи и заедно со нив го доживува најголемиот изборен пораз на коалицијата или на партијата Дуи. Тоа е всушност големата победа на Христијан Мицковски. Спокој на политичката сцена и негово ослободување од притисокот за легитимноста на вреди и воопшто перспективите на неговата составена влада од 24-та. Дуи сега се обидува да го пронеде својот пат, појасно дека нема аргумент за притисок за предвремени избори, а што ќе прави Алијансата која во меѓувреме успева да го добие печатот на партијата, Зијадин Села излезе од фронтот, па сега ќе прави нова партија и тоа е таа вообичаена фрагментација. Една година по најавата за заминување, која е сега Алијансата за албанците, која е сега вреди и колку во такви околности на едва составена коалиција која требаше битно да биде оштетена со заминувањето на Таравари, всушност локалните избори и силната инвестиција на ВМРО-ДПМН има возможија да забележат резултат или успех кој ќе ги одржи во владините кабинети на подолг период. За тоа колку долг веројатно ќе одлучува премиерот. Мој гостин вечерва лидерот на Алијансата за албанците Арбен Таравари. Добро вечер. Добро вечер, Оливера. Ви благодарам за поканата. Понекогаш се смеам дека кога ќе ги гледаме сите политички ентитети на албанците, фрагментацијата на сцената, една партија се дели, друга партија се дели, една половинка влегува во влада, друга излегува од влада, ми се чини дека ни во обвинителството за организиран криминал немале толкав органограм кога се занимаваат со овие софистицирани шеми на криминалот, колку што е оваа политичка сцена која не мора да сведочи за политичка софистицираност, туку многу повеќе за сурова математика. Имате ли сега повеќе разбирање за критиките кон вас дека од проксито на ВМРО вие се претворивте во човек кој знае да ги одигра улогите за еднократна употреба, да си го продолжи политичкиот живот, еден совршен опортунист кој безмалку скоро ништо нема веќе со идеологија. Сте слушнали уште многу други, веројатно. Добро, јас ќе се обидам да објаснам што се случи и како се случи. 2024 година за почеток е само коментарот
Колку ви се сега легнати критиките и коментарите од типот ова е врвно предавство, ова не го очекувавме од Таравари? Видете, ние идејата во почеток 2024 ни беше многу добра. И кажавме посебно на албанците дека треба промени. После 22 години власт на ДУИ ни требаат промени, една албанска партија да води во опозиција и да дојде друга структура која што се викаше влен. Таму беа сите деривати на ДУИ, без алтернатива и Демократскиот сојуз, плюс Алијанса за албанците им се приклучи и успеавме да направиме 107.000 гласови да собереме. 107.000 гласови напроти Европскиот фронт, кој што собра 137.000 гласови, значи 30.000 повеќе. Меѓутоа, таму беа и Турската демократска партија, која што сега на локалните избори, колку една партија вреди, гледајте ги за советнички листи колку земаат, тие имаат околу 20.000 гласови, плюс ромска и бошњачка партија има, и тие, минимум да имаат 5, 6, 7.000 гласови, значи Влен и ДУИ беа тука. 3-4.000 гласови разлика. Ние 2024 година успеавме тоа што беше наша кауза како Алијанса за албанците, ДУИ да оди во опозиција. И денес ДУИ е во опозиција. Меѓутоа, ние им ветивме на граѓаните, на сите граѓани на државата, а посебно на граѓаните албанци, дека ние сме промената. Нема веќе да биде како порано, како со ДУИ, туку ќе има меритокрација, ќе има подобро, како да речам, институции кои што ќе се водат подобро, албанците ќе имаат, значи, удел во тоа што државата ги започне преговорите со Европската Унија, економски развој, децентрализација фискална на општините и после 10 месеци, 11 месеци, значи зборуваме за март, април 2025 година, во партијата констатиравме дека ние сме само кловнови во владата или кукли во владата кои што се тотално маргинализирани. Значи ти можеш да видиш... Тоа е нечесно. Не, видите, мора и тоа да се каже. Ама никој не ве маргинализираше? Апсолутно, значи, видите, ние директорите... ВМРО ве маргинализираше? Тотално. ВМРО ве маргинализираше? Тотална маргинализација. Значи, повеќето директори на Влен беа зависни од заменици директорите. Повеќе директори... Фала Богу што беа зависни. Од екипата што вие изнесовте да игра политика на големата сцена, не би можел ни да стигне до државен секретар, а не да поделите министерски места. Не е така. Значи, успеавме до тоа дереже што имаше една дискоординација меѓу партиите кои што беа 4 бевме тогаш, сега се 9 партии внатре во Влен. Без Алијанса за албанци. Проблемите беа изворно ваши, внатрешни, некои од нив природни. Ние велевме дека ова е хибриден сојуз, тешко ќе може да профункционира, може да ја заврши мисијата, дајте ни го гласот, ќе отиде ДУИ во опозиција, ама ден потоа... Се согласувам дека и ние бевме десинхронизирани. Главната причина зошто ние одлучивме да излеземе од таа влада беше прво десинхронизацијата внатре во Влен. Значи, ние не успеавме за 10 месеци да именуваме 60-70% на директори и заменици директори. Зошто? Не може да се прифати, треба 5 години стаж да има за ВД директор или заменик директор или назначување. Практично, ние ги губевме позициите, а договорот со ВМРО беше... Знаете зошто? Вие почнавте да функционирате по истиот принцип по кој функционира претходниците. Не е баш така. Описот за кандидатите не мора да е најдобриот што може да го предложиме, туку најдобриот од нашиот компјутер на партијата. И сега доаѓа комбинација која меѓу 4 треба да ги делат кадровските решенија, а не отстапуваат од ставот дека ако е за мене местото мора да биде некој со партиска книжка од нашите. Една од поголемите грешки е и тоа. Се согласувам потполно, меѓутоа, кога вие ад-хок правите коалиција или се групирате со една цел, со една кауза, да донесеме промени и немаш претходен договор како ќе се функционира ден
после тоа, после 8 мај. Никој од вас не е неискусен. Меѓутоа, не може да правите проценки дека ве изненадел од задгрб ВМРО-ДПМН или Христијан Мицковски, тој само бил свесен дека управува со еден или се договара со еден ентитет кој обстеднат со желбата дека добива шансата преку одлуката на Мицковски да биде испратена Дуи во опозиција, само да биде внатре и да ја потврди таа кауза. Така станувате лесен плен, дека ќе биде тежок почетокот за други политики. Јас се согласувам дека и бројките си го чинат своето во политиката. Мицковски успеа да добие 58 пратеници, плюс 6 пратеници од знам, практично 64 пратеници имаше Мицковски, така да влијание, ја мислам дека и денеска дури е послабо со влијание отколку во почетокот. Значи, само еден декор во владата, колку да се каже дека ете има и албански представници во оваа влада или во институциите, а да немаат никаков импакт и никакво влијание, за жал. Меѓутоа, ова не е добро ниту за општеството, ниту за Мицковски, ниту за владата. Ја мислам дека ова ќе ствара и веќе ствара фрустрации кај поголем дел од граѓаните, посебно граѓаните албанци, бидејќи знаете како е, сите што се вработени во институциите, во било која државна институција, зборувам за албанците, ако ги прашате како се осеќате, значи тотално маргинализирани, дури не ги ни фермаат и тие, да речем, раководни функции што ги имале порано, веќе ги немаат воопшто, така да има велам просилачки ефект врз албанците генерално. Ако ме прашувате дали успеа Мицковски Дуи да ја однесе во опозиција, не, успеа Влен да ја однесе Дуи во опозиција, меѓутоа Мицковски успеа да ги маргинализира тотално албанците и да покаже дека може да се владе и со група на мали партии, да речам, маргинални, кои што ниту не треба ништо да прават и нивните министри. И ако ги гледате министрите, да речеме, ги генерално повеќето министри се анонимуси или првоработно место им е министер и немаат никакво друго работно искуство во институциите на државата и доаѓаат во таа позиција колку ете да представат една политичка партија без да знаат како функционира таа институција или како да има визија за таа институција да оди напред, како да имаат бенефиците граѓани од тие институции кои што ги раководат кадрите на Влен. Дали таа надеж или таа обземеност дека потврдата на резултатот од 24-та секако ви ја отвара вратата, вие знаевте обсесијата на лидерот на ВМРО-ДПМН дека ќе направи се Дуи да не биде дел од владата, е првиот ваш погрешен чекор во кој вие, освојувајќи ја таа позиција дека сте сигурниот избран партнер, најмалку време трошите да ги договорите условно контурите на големата политика што треба да биде испорачана, или чувството кон албанскиот гласач дека секако очекува дека нема потреба да има никаков страв, дека ВМРО ќе ги затвори вратите за некакви перспективи, оти тука сте вие во некаков добар договор кој ќе обезбеди јасно темпо за пробив во клучните прашања. Вие не сте исклучок од таа година додека сте во владата, на изјави во кои има безброј толеранции. Прво беше 6 месеци, ајде да видиме да се акомодираме. Потоа почна разводнувањето на целата таа приказна и стана јасно дека на оваа композиција хибридна вреди и е поважно да биде внатре, отколку да покажува некаква поза и да притиска за некои важни прашања кон ВМРО-ДПМН. Кога тоа ќе го почувствува поголемиот партнер, а тоа е неговата намера, зошто тогаш се лутите дека успева да ја постави целата стена на начин на кој што ВМРО сега ја постави? Ја би сакал да објаснам за сите граѓани. Значи, ние ја биевме нашата битка во албанскиот кампус, да речем. Воопшто не бевме фокусирани. Ние знаевме дека ВМРО има некаква одбојност према Дуи, меѓутоа ние се биевме нашата битка. И успеавме, ви велам, да бидеме со Дуи пата. Имајќи Дуи 10 министри, 300 директори, 22 години власт уназад, да доминира низ сите институции, да биде последните 4 години политички можеби
најјака влада која што Дуи успеал да има влијание, да има најјако политичко влијание. Нема дилема дека отворената порака е една од главните пораки на ВМРО-ДПМН е дека Дуи ќе оди во опозиција, е главниот засилувач за вашата шанса да одработите на терен. Нашиот фокус е само албанскиот блок. Воопшто не се занимаваме со тоа што кажува ВМРО, бидејќи се случувало и 2020 година, Зоран Заев да каже зошто да не, се јо, Дуи во опозиција и после 10 дена да бидат заедно во влада. Ние постигнавме релативно... Какви се овие наивни споредби? Па зошто? Не беше исто целата кампања на Заев 2020 година беше против Дуи, дека Дуи треба да оди во опозиција. Мислев дека зборувате за 2016 година. Не, 2020 година. Значи, целата кампања на СДСМ тогашна беше анти-Дуи. А Дуи беше првиот албански премиер. Како и да е, нашиот договор со ВМРО во почеток, ја морам да кажам дека беше супер коректен. Значи, председател на парламентот останува албанец. Една од трите позиции, што е сосема окей. Од вкупно 20 министри, 6 се албанци. И тоа е, мислам дека коректно. Во договорот меѓу нас, Влен и ВМРО-ДПМН, прва точка стои уставни промени и европски интеграции. Европски пат на Македонија. Тоа подразбира уставни промени. Рок до нова година, 6 месеци, 23 јуни се формира владата, 2024 година. Втора точка е економски развој, што е окей, инвестиции во државата. Трета е правна држава и борба со криминал и корупција. И четврта е децентрализација, фискална децентрализација. Еве, сега сме скоро 2 години од оваа влада. Нели? Уште 3 месеци се 2 години, 21 месец. Кажете ми едно нешто од овие 4 точки што е реализирано од Влен. Оти ова беше договор меѓу Влен и ВМРО-ДПМН. Ете една точка. Европски интеграции. Дури сме во регрес. Економски развој, по сите показатели, може секој да излезе да каже дека трета, четврта држава во Европа или во светот, граѓаните знаат како живеат. Сите ние знаеме како преживуваме. Борба против криминал и корупција. Шминка. Ништо посебно. Фискална децентрализација. Дури нов закон за локална самоуправа со која што општините имаат помали ингеренции отколку што има претходно. Така да ние гледавме дека внатре во Влен е хаос. Тотален хаос. Значи, за да завршиш работа, им треба 3-4 филтри, 5 пати да седнат групи, за да се договорат за некоја мала работа која што треба да ја завршат одредени луѓе во партијата. И што преостануваше со ВМРО, кога те гледаат дека си хаос внатре, нормално, и не те воопшто ни рачуна. Така да одлучивме подобро да излезе, а притисок имаш од членството, дека ветено е при избори дека се завршат одредени работи. И ти немаш ништо, ама баш буквално ништо. Подобро да немаш притисок од членството, имаш внатрешен хаос во Влен, и второ, кој е непочитување тотално од ВМРО-ДПМН, па затоа подобро оти во опозиција, отколку да бидеш кукла во владата. Јас карактерно не можам да бидам кукла во една влада. Иако, да бидам искрен, може би Министерството за здравство е кај што најмалку премиерот се мешал или наметнувал политики. Значи, и за економските директори воопшто не беше наметнување од премиерот, само одлучив. Спојување на клинички центар воопшто не беше негова идеја. Он нормално се согласуваше со тоа што го правивме. Позитивна листа на лекови воопшто никакво влијание. 600 специјализанти, наша идеја. Зголемување на капитација на матични доктори и на стоматолози, повторно идеја и на ВМРО, меѓутоа и ние ја теравме таа работа, и колективниот договор за медицинските работници, која што 10 години беше проблем. Исто како приватните специјализанти, ние
почнавме, нормално треба поддршка секогаш од премиерот, ја имавме таа поддршка и ви велам за 10 месеци многу работи во здравството мрднавме нанапред. Меѓутоа генерално не функциониравме. И да бидеш дел од систем кој што е нефункционален е идиотизам. Добро, што беа вистинските мотиви и во што се претворија подоцна и како сега можеме да ги исчитуваме после првата пауза за реклама. Господине Каравари, кога си заминувавте, а имате обичај, секоја врата кога ја затварате да им испратите пораки кои се на границата на пристојноста, дури би се чини во некаквите лични комуникации до границата кога таа никакош не би требало да се возобнови ако другиот си држи некако до зборот. Лажни херои за еднократна употреба. Вие велите за тие вашите колеги што останаа во владата, но никако за вас, кои се можеби исто така лажниот херој за еднократна употреба од едни до други избори. Потомци на стариот политички менталитет. Ништо изненадување. Не се согласувате? Ма се согласувам, само што разликата е што јас истата оценка можам да имам и пред 24-та, кога вие доаѓате како клучна фигура во тоа друштво. Што 24-та вас не ви е јасно од каде доаѓа Изет Меджити, од каде доаѓа претходно, да речеме, Билка Сами. Единствена равенка со која што можеше да се направи резултат над 100.000 гласови, кој што е потенцијал на ДУИ 85 до 105.000 гласови во сите избори од 2002 до 2025 година, единствена формула беше ова. Не дека нема да функционира и не дека останати се исти, само смениле дрес. Добро, формулата завршува работа, нема дилема. Сцената треба да се менаџира. Првото потфрлање на вреди не е од тој видливиот круг за испорачување на големи политики, кои веројатно вас ве носат до одлука подобро е навреме, макар и да лажам дека битката е за самостојни листи и дека за тоа се скаравме, можеби повеќе вашиот политички осет дека ова перспективно нема живот, а после тоа ќе треба да се носи одговорност откако таа формација ќе направи некакво прилично пристојно време, половина мандат, еве на каков што сме сега. Дали невозможноста поради моделот или поради вашата лага, поради трикот и договорот со ДУИ, вас безмалку од формулација не е во ред меѓу нас, ве носи во коалиција со ДУИ, и на крајот вие сте последната карика или последниот партнер кој што всушност е во содружништво со ДУИ во нивната најлоша или најтешка фаза, кога испорачуваат на избори најмалку од било кога досега. И ова на локалните избори е пораз кој веројатно ДУИ под наводите кои ги постави референдумско изјаснување за легитимноста, стана уште поголема утка отколку само загуба на локални избори. Што е тогаш описот за вреди како ентитет со посебни потреби во политиката во кој треба да му стои некаков тутор како ВМРО-ДПМН, кој на крајот и покрај тие описи, покрај можеби впечатокот дека слабо оди се таму, го книжи најдобриот резултат. Оливера, ја би сакал да бидам искрен до крај, бидејќи во албански медиуми често сум го кажала, овде морам да го кажам и кај вас. Значи, откако завршуваат изборите во 8 мај, седнуваме сите партии од Влен. И моја иницијатива е дали може да се споиме. Прва фаза Демократски сојуз, ние и Изет Меджити и БС алтернатива, кои што беа заедно до 2017 година и да продолжи соединувањето на партијата, да бидеме една партија Влен. И гледам дека има одбојност, дека одбиваат. Ајде да останеме 4 партии, окей. Тогаш ние одлучуваме да го организираме конгресот до крајот на годината, 2024 година. И поминуваме терен, поминуваме на секаде низ државата, кај што има организирање на албански партии, тоа е претежно западниот дел на државата, и имаме безрезервна поддршка од многу граѓани. И успеваме некаде во јануари, во сите анкети, тоа се 2-3 анкети направени тогаш, Алијанса за албанците да биде повеќе
отколку кумулативно заедно БЕСА, Демократски сојуз и Алтернатива. Сите заедно беа помалку отколку Алијанса за албанците. И од тогаш почнува некаде крај на декември, почеток на јануари, некаква одбојност. Сите три партии се заедно напротив Алијанса. Дури во еден состанок, тоа е во февруари 2025 година, јас разговараме, полемизираме дали подобро да одиме со заеднички листи, дали посебни листи. Во еден момент еден од председателите на една партија, представниците на една партија вика: "Зошто не одиш ти сам и со листи и со градоначалници?" За ова динамика која мислам дека ја слушале и од тука јас успевам да примам порака дека тие се подготвени на крај на денот, пред или после локални избори, да се случи тоа што му се случува на Фетај сега. И јас имав еден состанок со господинот Ахмети и тоа беше огромна трагедија за нив. Замислете, цела оваа тема, знаете кога се отвара? После трагедијата во Кочани. 16 март почнува трагедијата и првите 10 дена се мислам дека успеавме како Министерство за здравство да менаџираме перфектно. И имаше огромна поддршка од сите граѓани. И цела оваа тема се отвара некаде почеток на април и средина на април. Практично дојдовме во ситуација што подобро ние да се одиме, отколку полека да почнат да ни речат оди си. И што преостанува друго, освен ние си одиме, ви отвараме пат, бујром, а со премиерот отворено сме го разговарали ова. Му е кажано дека овие три бака се однесуваат, ја не можам да ги трпам, не оди веќе понатаму, и ние си одиме. Дали тој ваш условно последен разговор со премиерот без особено други детали, освен некаквата траекторија на политичките настани што тој ви ја соопштил, меѓу другото веројатно тој разговор остани во владата, избери посебен настап, одат локални избори и намерата која вас ви ја соопштува дека 26-та година секако ќе биде изборна година. Апсолутно. Инсистирање негово е, значи, остани во влада, 2026 година секако е. Дали вие примајќи таа информација дека секако 26 година е изборна година за парламентарни избори, всушност одлучувате на онаков дефинитивен начин дека е подобро да се отиде на другата страна на време, уште за локалните избори, оти тоа е налет во кој што ДУИ сигурно ќе успее да екзекутира својата приказна за ексклузивноста и да го донесе ВМРО-ДПМН во ситуација дека мора да биде партнер. А од сето тоа сега не функционира ништо. Ние сме комплетно импотентни во власта. Политички комплетно импотентни. Значи седиме таму, плюс имаш притисок од огромен број на поддржувачи кои викаат подобро излези од владата отколку ти да земаш една плата како министер. Ако е тоа целта, зошто резултатот на локалните избори на некој начин покажува дека тие не се ентитет кон кој вртат глава и велат ова е срам за албанците, ова не испорачува ништо? Ако ги земете резултатите во советнички листи, 25% повеќе има алијанса, национална алијанса отколку Влен. И замислете, ВМРО не се занимава воопшто со источниот дел на државата. Таму има отворен терен, нема опозиција и тие се фокусирани генерално во урбаните општини во западен дел на Македонија. Сум ги слушнала, тие верувате. Ја ви гарантирам дека не можам да верувам во таков инженеринг дека ВМРО-ДПМН ги знае на максимум своите резултати од своето конто, издвојува и вели 15.000 гласа ќе им дадеме на Влен. Во советничките листи ВМРО има дадено минимум 15.000 гласови на Влен. Значи од тие 91.000 гласови, замислете, 2024 година Влен имаше 107.000 гласови, без власт, без министри, без директори. Како до половина правите споредби? Прво се не поврзани едните со другите резултати. Каде сте вие помеѓу? Ако од парламентарните од 107, Влен минус вас, најважните, најсилните, не најважните, делот. Паѓа на 91.000 на советничките листи. Кои сте тогаш вие, ако заедно со ДУИ на истите избори чините 114.000? Ама, Оливера, многу едноставно е ТДП.
Турска демократска партија има 20.000 гласови, не зборуваме за ромска и за бошњачка партија. Тргни ги ти. Само турската партија има 20.000 гласови. Стави 114.000 плюс 20, колку се? 134.000 плюс ромски и бошњачки гласови. Видете, во опозиција секогаш имате помалку гласови отколку кога сте на власт. За секоја партија е тоа. Во ова математика што ја правите, колку му одземате на ДУИ, тие 114 му ги оставате на ДУИ. Каде се вашите? Видете, има дел од ДУИ кои што веќе одат, имаш министер сега за екологија кои што или полно други луѓе од ДУИ кои што во меѓувреме преминуваат или се индиферентни, или се пасивни, или преминуваат во страната на Изет Меджити. Меѓутоа, влем во тие 91.000 гласови минимум имаат 15.000 гласови од ВМРО ДПМН. Гарантирам. За советнички листи. Не зборувам за градоначалници. Кога луѓето сакаат да направат пресек, велат. Амбиции кои беа најавени. Бараме 5 сигурни градоначалнички места. Уау, може би е многу. Чиниме повеќе на политичкиот пазар. Ке одиме сами. На крајот одите во коалиција со ДУИ, успевате да добиете 2 градоначалнички места, што во околности во кои ДУИ добива 4 е и сосема одличен резултат. Вие сте всушност во тоа друштво единствената сериозна поголема урбана средина, тоа е Гостивар. Да кажам, ние имавме претходно 27 советници. Сега имаме во моментот 44 советници како партија. Имавме 2 општини, повторно имаме 2 општини. Само пазете, во тие општини не е победено. Значи, против кандидатот има 4200 гласови, ние имаме 18, 4:1. Кога ве прашуваат сега? Во Врапчиште е 12:1. 500 гласа со 6100 гласови. Кога ве прашуваат сега? Не е победување. Кој пат да го фатиме? Добро. Кои сме ние? Добро. Кои сте вие, председателе? Добро. Зошто ние би се дружеле ако заедно со вас сме викале дека партијата на мафијата или партијата која сама е мафијата, ДУИ, мораме да ја победиме, мораме да ја оставиме да се реформира, мораме да ги земеме важните работи во некакво наше управување или учество и вие, председателе, на крајот одите и со истиот тој ДУИ правиме коалиција, таа не го суспендира сега вашиот независен политички живот, ама кои сте сега вие? Ајде вака да расчистиме. Што сега вие можете да правите? Кои се тоа пораки кои ќе звучат веродостојно од вас? Само да објасниме за обичниот граѓани. 2024 година ние бевме дел од владата како Алијанса за албанците. Ние излегуваме и од тогаш од владата. 2024 година СДСМ беше ДУИ и Алијанса. Ние излегуваме, влен стануваме и имаме промени. ДУИ оди во опозиција. Дали сме успеали во тоа што беше главно? ДУИ да оди во опозиција. Кога гледаш еден проект не е одржлив, не е функционален, во еден момент ќе се распадне. Имаш 2 опции. Дали вие сакате да ми кажете дека делумно ДУИ ви е благодарен за оваа мисија малку да поседат во опозиција и да бидат принудени да се реформираат? Воопшто не сум го направил за ДУИ тоа. Меѓутоа се радувам кога гледам дека ДУИ се реформира. Се радувам кога гледам дека се променуваат одредени ликови, доаѓа нова генерација во ДУИ, ме радува тоа. Ние сме причината што тие отидоа во опозиција, значи најголемата причина, сите заедно да не бевме, немаше резултат. Меѓутоа, тоа што акцелерира тогаш, значи да има енергија во албанскиот блок, да се случат промените, апсолутно е Алијанса за албанците. Моментално имавме 2 опции, да останеме во проект кој што пропаѓа и да се засрамиш на крај, да излезеш како... Видете, и тоа е карактер на човек, некој е навикнат да биде кукла, да седи цел живот, да слуша и да направи што ќе му каже некој друг. Јас не можев тоа да го издржам. Не можев да го издржам тоа да бидеш, кога ги гледаш дека воопшто немаш никакво влијание никаде. Било ли тоа некаква култура во вашата партија? Нешто што се подразбира? Што направивме ние тогаш? Бидејќи вака, велат, тој е мајстор на игрите, човек еден од ретките на политичката сцена што сите блефови биле простени, има шарм, го чувствуваат за безопасен за за вас. За мене. Ама
тој по ниедна важна морална вертикала не создал таква култура во партијата. Вие си заминувате. Вашите двајца министри не се следбеници на таа Само еден министр. Фетај. Само еден министр. Не се следбеници на таа култура. Поради Фетај останува и тој што доаѓа во фотелјата на министерот за здравство и сега тој пакет на нови луѓе кои продолжуваат да барат политички ентитети, да создаваат политички ентитети, зборува за тоа колку било површно вашето политичко позиционирање. Не. Видете, фактот дека партијата не остана компактна, околу 20 функционери одлучија да останат во власт по секоја цена. Тие денеска се без дом таму. Бездомници во Влен. И повеќето од нив веќе некои се вратени, а некои имаат иницијатива полека да се вратат. Политички апатриди кои Добро, ја взелам немаат припадност. Бездомници таму не знаат кај да одат. Дали со Билал Касами, дали со Изет Меджити, Арбен Фетај веќе ги собра куферите во Брисел. Азир Алију нема врска со Алијанса за албанците, со се има врска освен со Алијанса за албанците, иако беше формален член, меѓутоа никогаш член во некој партиски орган. Меѓутоа тој е близок со господинот Мицковски и тој е практично министер на ВМРО ДПМН. Знаете што, веќе има индикации, тенденции Мицковски да го прави тоа што го правеше со Имер Селмани Груевски. Значи тенденциите се да оформи албански политички конгломерат во кој што ќе инфилтрира луѓе кои што се блиски на него и ќе владее во следните 5, 6, 7 години, не знам. Сега математиката на претставувањето е 50-50. Тројца од министрите, Лимани, Фетај, Алију. Лимани е приказна за себе. Не, се всушност повеќе луѓе на Мицковски отколку што представуваат некои од коалиционите партнери. Овие тројца сега можеме да ги одмеруваме по квалитет. Што имаш корист од министерот за економија, кој не сме го виделе кој знае од кога, дури во екот на најголемата криза. Не знам што е приказната со екологија. Што работел пред да биде министер за економија? Или министерот за екологија што работел пред да биде министер за екологија? Не, навистина не знам. Или Беким Сали, што работел пред да биде министер? Тоа се некои задоцнети прашања од истото важи. Сте можеле да го прашате Изет Меджити што си бил ти предходно за да дојдеш во Министерството за екологија, така да гребови на сите. Секогаш паметен човек учи од туѓи грешки. Што е сега вашата шанса за условно фортификација на теренот? Нема дилема кога ги анализираме дека некои од нив може да се наречат локално влијание, Беса е Тетово, алтернатива е нешто растегната низ Скопје, ама може да биде само добар додаток или зачин на некој кој што може да го излече резултатот. И вие полека ја влечете алијансата кон гостиварска приказна. Не, полошка генерално, меѓутоа и Кумановска, кај што е многу добро организирано, меѓутоа пак по структури. Тетово нели е полог? Да, и Тетово е полог. Па добро, ама таму доживеавте катастрофа, како се вика на претходните избори, што покажува дека негата не е особена вредност кај вас. Села не можам да дефинирам што е, кое е упориштето, скоро се е загубено, но еве најавата за нова партија, Албански сојуз. Што е сега просторот за ваша политичка фортификација, каде што некој ќе знае да опише зошто би го поддржувал и понатаму Таравари и Алијанса за албанците? Затоа што е една од подобро организираните после Дуи, за жал. Дуи е најдобро организирана, бидејќи подолг период била на власт. Меѓутоа, втора партија, ако не ги земеш Влен сите заедно, е Алијанса за албанците, која што е добро организирана, која што има визија, која што има добра програма, која што знаела два пати да излезе од власта, како ни една друга албанска партија, и 2024 и 2025 Алијанса за албанците излегува од владата. Кога гледа дека не е почитувана и нема никаков импакт врз работењето на владата, за да не се биде само кукла во владата или во некоја коалиција, Алијанса за албанците мислам дека
веќе Каде мислите во било која перспектива, во било која друга коалиција, дека ќе се создадат контексти што некој друг ќе ве ги подари да бидете повеќе од кукли? Начинот на кој што се однесувате. А тоа е фрагментација, судови, борби за печат, па сега го добил Таравари печатот, па другиот ќе формира партијата култура. Печатот секогаш било кај нас. Тоа не е битно. Дали вие си го создавате описот за својата маленкост која во секоја следна фаза ќе биде согласна на помалку дури од кукла во владата? Не, апсолутно, никогаш. Барем додека сум ја председател на партија нема да го дозволам тоа. Видете, ние соработувавме со ВМРО 2017-2024 година во општина Гостивар. Меѓутоа немало условување, немало непочитување, имало реципрочен почит. Меѓу нас сме функционирали добро, меѓутоа кога доаѓа моментот да не си почитувам, подобро да си аут, надвор, отколку да бидеш внатре и да бидеш кукла. Меѓутоа, за жал ви велам, ова што се случува во Влен, со Влен, ова е најслабата албанска компилација во влада од 1991 година. Ако нема најава за избори, односно дека реконструкцијата и освежувањето би требало да го зајакне мандатот, што всушност ќе се случува, за жал е апсолутно во рацете само на премиерот Мицковски, оти против тежата на стравот, на дворешните околности, политички притисок со резултатите од локалните избори исчезна и напросто сега темата не може да стои на масата за легитимитетот после вакви избори на локалните, вакви резултати на локалните избори. Што е тоа што уште повеќе ќе комплицира сцената, а е од некаков условно домашен производ или домашно нечинење политики, наспроти можеби посилниот притисок на се поочигледното раздвојување на приказните и тие споредени за важно за албанците помеѓу македонската приказна и албанската приказна. Кои се вашите проценки? Дали одлепувањето од овој филм на Албанија многу повеќе ќе притиска кај албанскиот гласач кон впечатокот за тоа што прави македонската влада, или како досега само по себе што прави партнерот на албанците и колку се срамоти или е кукла или не е кукла во владата? Што ќе биде посилната динамика за 2024 година на председателските избори? Јас често кажував дека единствен страв што имам за идниот период е да не ни се повтори Букуреш 2008 година, кога требаше Македонија заедно со Хрватска и Албанија да биде полноправна членка на НАТО. Тие станаа полноправни членки на НАТО, и Хрватска и Албанија. На Македонија и треба уште 10 години. Што велев 2024 година, се плашам да не ни се повтори Букуреш втор пат со Европската Унија. И очигледно нас ни се случува Букуреш втор пат со Европската Унија. Албанија и Црна Гора, по сите информации што ги добиваме, уште идната година, до крајот на идната година, веќе ќе почнат можеби да се ратификуваат во државите на Европската Унија да бидат полноправни членки. Претерано и Албанија е далеко од тој статус. Тоа добиваме, ќе видиме. Добиваме такви информации. Втора работа, ние веќе поважна е пораката на динамиката во Тирана, која вели кога ќе го изберете патот, можете да се здвижите далеко. Во група со Србија, Косово и Босна и Херцеговина. И Македонија е во таа група од 4 држави кои што ако видите, членството во Европската Унија не е веќе само економија. Тоа е и безбедносна работа за државата, за безбедноста на државата. Проценките за Македонија ја издвојуваат Србија, бидејќи таа е случај сама за себе поради тежината на одлуката, што треба да ја донесе и поради таа рефлектирачка улога или позиција на Србија на Балканот, каде што треба, како се вели, повеќе актери да ја проценат ситуацијата околу можноста за Србија. Но, тоа што е тажно за останатите, дека вие го нарекувате тоа можно ли е да паднеме во Бермудскиот триаголник, Македонија, Косово и Босна, а настаните потврдуваат дека тоа што сега не се чини Бермудски триаголник, ако продолжиме со политика како они од 90-тите, еквидистанци и времето работи за нас, може да се претворат во природно друштво. Апсолутно, што воопшто не е добро за државата. Воопшто не е добро. Видете,
Ја мислам дека сите ние ја сакаме оваа држава и сакаме да оди напред. И затоа и поради безбедносни причини во сите овие геополитички турбуленции на мали држави како што е Македонија, па и Косово, па и Србија, па и Албанија, па и Бугарија, па и Босна, па и Хрватска, ни треба стабилност. Која е најдобрата стабилност? Добро што сме членка на НАТО. И второ, добро е да бидеме, веќе не велам за економски причини, отворен пазар, без зона, без визи. Туку поради безбедност и причини Македонија е добро што поскоро да биде членка, полноправна членка на Европската Унија. Дали тоа ќе биде со право на глас или нема да биде со право на глас, меѓутоа мислам дека Македонија не треба да ја пропушти шансата да биде во групата заедно со Албанија и со Црна Гора. Ако останеме, ако се изгледа, ќе останеме надвор, ќе останеме во тој Бермудски триаголник, тогаш Господ нека ни помогне. Албанија и Србија преку своите највисоки представници коментира таа можна идеја за превртено или обратно членство. Прво почнувате без глас во столчето, а потоа ги полните капацитетите. Како ги полните, така ги завземате со полн капацитет своите функции. Тоа е далеко од некој затворен концепт, едва и на масата за анализа и дури во првата фаза ја ги добива одговорите од бивноста на оние кои треба да одлучат за промената на правилото. Македонската изведба низ устата на премиерот има една идеја од 1 јануари 27. И сега таа веројатно не е случајно насадено, ти во овој наш политички пейзаж е доволно да кажеш датум во кој нешто ќе почне да функционира и така на сцена си правиш една толеранција каде што луѓето викате па што има да брзаме уставни промени, што има да мрднуваме во овие теми на предавството, кога доволно ни од први и така и вака ни е гарантирано место. Амбасадорот на Европска Унија излегува после 2-3 дена и кажува дека не е така. Дека воопшто не е така. Таа идеја дека јануари 2027 година може да се случи такво, да речам, да сите држави од Западен Балкан. Тоа повеќе од јасно дека таква ситуација со датум нема. Да. Но кога вие политички го слушате премиерот дека тоа го интерпретира уште и јавно како со точен датум, станува повеќе од јасно дека сака да ни каже дека оваа година немаат намера да превземат никаква иницијатива околу прашањето за и јавно го кажува секаде, и во парламент го има кажано, и во дебати кај што излегува, и во сите јавни настапи, дека не планира додека е тој премиер да направи уставни промени. Така да европската перспектива на Македонија, за жал, во моментот е во ќорсокак. Правиме пауза за реклами. Јасно е, а може би е тоа последица на кризата на идентитетот и на социјалдемократите и на ДУИ, кои се повеќе се обидуваат како едва се познаваме од некогаш порано. Потезите во парламентот покажуваат дека сакаат прилично да се чуваат едни од други, сакаат да исцртаат други линии своји на препознатливост и се тоа ќе биде на штета за можноста да се консолидира нов наратив, тој да се постави наспроти една влада, која за разлика од претходното ВМРО, кое секој ден ви носи пакети со законски решенија и ве става во позиција и да сте непријатно изненадени, и да протестирате, и да ставате амандмани, ова е далеку потешка ситуација. Оваа влада безмалку ги препарираше процесите. Ова е стоп кадар во кој Македонија треба да земе здив, да се врати свој на своето, така се толкуваат и поголемиот дел од реформските потези, и тоа без околности и притисок на страв за кој претходно зборувавме во смисла дека доносител на таквата ситуација можеше да биде ДУИ, без таа провокација, останува сега непроценливо како ќе изгледа динамиката. Следните избори се за цели 2 години. Да, следните редовни избори се. Што е тоа што сега треба да си го речат опозиционерите? Нема веќе простор за себичност, мораме да консолидираме некаква заедничка линија и да ги ставиме сите ресурси во погон на одговорно однесување наспроти претпоставките дека
ова стоење во место всушност не е ни стоење во место ако другите успеваат да ги придвижат своите приказни далеко подинамично тоа што ние очекувавме. Видете, за жал целата држава некако стагнира. Може би и геополитичките случувања во целиот свет го наметнуваат тоа и ние како мала економија и мала држава некако стагнираме. Ја не знам што битно се има сменето овие 2 години. Освен премиерот кој што настапува како one man show, и 2-3 министри кои што навистина се обидуваат нешто да работат и прават нешто, другото е се во некако во стендбај. Некако ништо не се случува. Опозицијата е башка работа. Нормално е, СДСМ се реорганизира, ДУИ се организира, Алијанса за албанците која што е во опозиција исто се реорганизира. Во моментот не гледаме, барем следните 5-6 месеци дека ќе има избори, нормално секоја партија си проработува за реорганизација на своите редови и на крај да видиме што ќе се случува и како ќе одат работите. Јас како што гледам посебно оваа што се случува во Блискиот Исток е огромен проблем, нешто што беше што не го очекувавме, неочекувано беше. Ова е проблем за Франција, за Германија, за Италија, за Америка. Замислете за мали држави, како нашата држава, какви проблеми се ќе имаме, посебно економски, во следниот период. Се уште не се осеќа тоа. Меѓутоа, барем по експертите, ги слушам и се консултирам често со нив, економски експерти, дека тек бранот на криза во Македонија и во регионот, во Балканот, ќе се осети некаде септември, октомври, декември. Значи, тој ќе биде период кога сите ние ќе го осетиме тоа што се случува во моментот во Блискиот Исток, да се надеваме што побрзо таму да заврши овој проблем и да се реши некако, за да нема поголеми импликации. Власта како ќе се однесува, дали повторно ќе бидат индиферентни, амбивалентни, дека нема врска, нема проблем, ние кога сакаме организираме избори, се согласувам со вас, на ВМРО само тие одлучуваат кога ќе се оди на следните избори. Нормално опозиција секогаш бара што поскоро да има, меѓутоа бројките покажуваат дека тоа зависи само од ВМРО кога ќе одлучат. Дали ќе одлучи... Сега опозицијата не бара избори. Не, бара. Албанската опозиција бара. СДСМ и тие декларативно кажуваат. Кој бара избори сега? Па и Алијанса за албанците нон-стоп повторуваме дека сме подготвени секогаш и ДУИ го бара истото. Па нормално да се оди на предвремени парламентарни избори. Исто и СДСМ, барем декларативно тоа. И ДУИ ли бара предвремени избори? Па не ли кажале повеќе пати? Па мислам дека застанаа со таа приказност како видео дека тоа може да изгледа прилично ранлив терен за... Сите бар декларативно го кажуваат. Барам од вас политички став. Знаете да намирисате кога работите на вистина се движат, предпоставам дека Мицкоски нема намер и нема ни причина да изненади со предвремени избори, оти не знам што, да ве претрка, да ве пресече во нагорен тренд, ништо такви во овој момент, како се вели, податоци нема. Јас се прашувам, нели ова идеалното време, кога можете да излезете од својата комфортна зона на мрзливост, која вие нарекувате, но 5 месеци пред изборите малку ги зајакнуваме инструментите внатре во партијата, зборувам за тоа туку. За криза на политичката порака која била девастирана од XY причини, погрешни коалиции, погрешен кадровски избор, погрешно влегување во влада, да или не, седно. И дека ова е моментот, од ВМРО ДПМН се уште прилично се заканува дека и на следните избори може да го повтори истиот резултат. Тоа значи дека вие би морале да пронајдете метод на соработка, формула, одговорност и присуство. Не е никаква формула дека пратениците мора да работат, дека никој не им забранил да предлагаат закони, дека не може да се преспие мандатот од ВМРО била многу доминантна. Оливера, барем за Алијанса за албанците не може да се каже мрзливост, бидејќи од 2017 година ние имаме континуирана кампања.
Нормално, кампањата се прави во делот кај што бараме гласови, не одиме во Виница и во Гевгелија да направиме, меѓутоа генерално нон-стоп сме во кампања и нон-стоп работиме на терен. Меѓутоа, дека треба да се размислува и за формула која што како опозиција зборам, сите тие што се во опозиција и тие што ќе дојдат во следниот период, евентуално да се комбинира за да се парира на тоа што ВМРО навистина е во моментот е така како што е. Повторно со добар рейтинг, меѓутоа многу послаб отколку пред локалните избори. Иако нема раст во СДСМ, има пад во ВМРО-ДПМН. Барем тие анкети што ги гледам ја. Меѓутоа, повторно ВМРО-ДПМН е партијата која што во македонскиот блок би ги победила изборите, зборувам за сега. Што ќе се случува после изборите, нели има во Бугарија, во Унгарија, што ќе се случува во Блискиот Исток, што ќе се случува со Украина и со Косово и со Србија и со не можеме да ги предвидиме одредени работи. Видете, екстерни фактори кои не се под наша контрола може да бидат повеќе поглед низ прозорецот на можности отколку што се нашите внатрешно создадени шанси. Но единственото што можеме да го истрчаме се внатрешно создадените апсолутно се согласувам. И во овој момент имаме криза на тој пат, не дека некој друг треба да му наметне на ВМРО-ДПМН, туку таа си опишала во својата програма за владата и во реформската агенда што ја прифатила дека пакетот е сериозен и доколку го реализира, прво ќе добие пари за тоа, а второ ќе потврди дека напредува во приказната за правна држава, владење на правото и менување на правилата на игра за скоро сите области кои го тангираат тој реформски пакет кој што треба да помине. Смеам ли да забележам дека од првиот придружник на Курти, тоа е една недозволена политичка комоција каде што шетате туѓи лидери кои дома треба да ви отвараат врати, да ви го поправат лицето пред граѓаните. Вие завршувате очигледно како месенџерот кај Еди Рама или како машата која може да биде искористена тогаш кога на ДУИ им е потребно да се завршат некакви операции. Ништо ново не ви кажувам од приказите. Но, дали има промена на овие линии на релација од присуството на Курти овдека, од релациите кои што ги градеше во Македонија и сегашната ситуација, колку таа ќе рефлектира на динамиката во албанскиот политички камп? Јас сакам само да ве потсетам дека моите релации со Курти и со Рама секогаш биле прекрасни. Секогаш. Баш ви велам секогаш. И во јануари 2024 година, ако се сеќавате, во Хилтон беа гости и Рама и Курти. И се сретнавме и околу час и пол заедно зборувавме. Значи, двајцата премиери и на Косово и на Албанија и јас бев за околностите во Македонија, нели бевме пред председателски парламентарни избори и тие добри релации секогаш постоели. И кога се формира владата, 23 јуни 2024 година, месец и пол, 2 месеци после тоа, повторно имавме состанок со господин... Јас имав состанок со господинот Рама, не знам зошто бе во Албанија, се видов и со него, значи континуирано сум имал добри релации и односи со двајцата. Кои добри релации и пријателство беа линиите преку кои во еден ден Артан Груби успеа да стигне од бегство на граница до куќен притвор? Тоа не знам, значи за тоа немам никакви информации. А што мислите? Видете, предпоставки, моабити, чаршиски може да има 100, меѓутоа тоа што се случи, дали е договор, дали е спонтана работа, не знам. Меѓутоа мислам дека сепак има некаков дил помеѓу некого за да он се врати и една вечер да не остане во притвор, а другото е судските органи како ќе одлучат, тоа е нивна работа. Добро, тоа нели е порака, ако се тоа ДУИ и ВМРО ДПМН,
Тогаш значи дека воопшто не им требате како прокси кај Мицковски и може да отворат нова страница на соработка. Не мора да бидеме прокси, ние ќе се не зборам за вас, знаете дека викале најголемиот ВМРО-вец меѓу албанските лидери. Така вика, а одеднаш испадна дека кога излегов од ВМРО, веднаш кажаа дека веќе сум човек на Али Ахмети. Значи, што нема врска ни едното ни другото, ние си ја развиваме својата партија. Дали аферата со паркингот и апсењето на директорот во геријатрија се така наречените специјални операции за срамотење, понижување и покажување на местото, откако ништо веќе во политичка смисла не функционираше. Тоа беше и со директорот на геријатрија, тоа беше местенка, дефинитивно. Значи, местење на човекот. Сега веќе има сведоци, не знам точно што се случува, меѓутоа имам информации дека веќе тие што биле, дека и тоа наместена работа, а за паркингот не се случи бе ништо, јас го повлеков. Значи, не дека го испратив во влада, не го испратив. Да беше нешто реализирано, ајде ќе речеме дека ете, Таравариев меша. Велат дека сте земале мито, дека сте купиле имот во Солун, дека сте биле принудени да го раскинете договорот, дека сте биле во проблем поради тоа. Ама ете, нели е ВМРО на власт? Ги имаат сите институции. Нека докажат, не се опозиција. Бујром нека докажат дека јас сум вмешан во било каков криминал. Било каков. Тие ги имаат сите институции. Сите државни институции би требало да соработуваат и со институциите во Албанија, во Грција, во Бугарија, Нека докажат дека еден денар Таравариев вмешан во било каква афера. Вие знаете дека политички роморењето, а не судските постапки, имаат повеќе ефект во јавноста кога се борите за политички впечаток и мислење. Што им требаше? Им требаше дискредитирање на Таравари. Како ќе го направиме тоа? Материјал имаме, немаме. Ќе го наместиме еден негов директор, да се каже дека тој е поврзан со Таравари. Нека излезат, нека кажат дека и тоа е наместен. Добро, тие прво ве срамотеа за куќата во Тафталиџа, потоа се седнавте заедно и како ништо да не било. Веројатно вие веќе немате ни представа што... Видете, тоа се... Ја губите мерката за тоа што е дозволено, што не е, ако се работи за спекулации. Тоа е работите со кои што сакаат да, кога немаат материјал, кога би имали материјал, ќе излезат. Ќе кажат ова е. А кога нема материјал, што ќе му кажеш? Еве, куќата ќе кажеш планирал или претходно земал, дајте бе држава сте. Докажете дека еден денар е земено од било кого. Дајте бе, вие сте институција. Вие ги контролирате сите институции. Од МВР, од обвинителство, од организиран криминал, од финансиска полиција. Дајте докажете, бујру. Терминот за нашата вечерашна емисија истече. Цело време размислувам дали со ваква леснотија што ги правите и трансферите и се, делумно помага фактот дека вие сте невролог кој прва задача му е да ја разбира сложената мрежа на невроните, а се што е поврзано со тоа, дека малку повеќе знаете како функционира мозокот, може би прави комоција да мислите дека можете да процените како да ги одиграте поголемиот дел од овие политички контексти. Благодарам што вечера бевте мој гост. Благодарам за можноста, ми беше чест. Почитувани, благодарам што не следевте. Останете на Телма телевизија. Пријатно.